Добро утро. Вие следите емисијата Утрински печат на Слободна ТВ. Обуката на суди и јавни обвинители во Република Северна Македонија се покажува како клучна за да имаме правосуден систем по мерка на граѓаните и граѓаните да ја чувствуваат правдата практично. За оваа тема поканивме соодветен и компетентен соговорник кој може да говори за изминатиот 15 годишен период од како е формирана Академијата, меѓутоа да говори и за наредните 5 години. Во нашето студио е присутна директорката на Академијата за суди и јавни обвинители, господја Наташа Габер. Добро утро. Добро утро. Поздрав вам на вашата емисија, гледачите на емисијата и се надевам дека ќе имаме интересен разговор. За разговорот не се сомневам во однос на заинтересираноста и интересот на гледачите, меѓутоа она што всушност сакам да биде наш вовед во разговорот е перцепцијата што ја имаат граѓаните за Академијата. Според ваше мислење или според вашите анализи, каква е перцепцијата за Академијата? Дали во јавноста доаѓаат само оние примери на под наводници лошо искуство или на вистина генерално јавноста во Македонија, стручните лица, компетентните институции, меѓународните представници имаат високо мислење за Академијата во однос на испораката на услугата? Па вака, има два извора од кои што можеме да добиеме реалната слика. И јас, бидејќи мојата кариера започна во истражувачка институција, повеќе верувам во истражувањата и резултатите од нив, морам да ви кажам дека пред 2 години во соработка со ОПСЕ Академијата имаше едно истражување кое го насочивме токму кон системската поставеност и задоволството на луѓето од правосудството наспроти Академијата, бидејќи всушност правосудството е тоа кое што е корисник на услугите, односно на кадрите кои што Академијата ги произведува за да потоа бидат избрани за суди и јавни обвинители и дополнително се разбира нудиме едукација и на другите правни категории на вработени како стручни соработници, поротници и така натаму. Па во таа смисла можам да кажам дека резултатите на тие истражувања беа навистина добри, затоа што со огромно мнозинство, над 90% од луѓето што беа анкетирани, изразија задоволство од работата на Академијата и смета дека Академијата како институција треба да продолжи да постои, бидејќи е место каде што се подготвуваат идните кадри, дека тоа го прави на добар начин, на квалитетен начин. Од друга страна, она што јавноста како поширока јавност го восприема, мислам дека е на еден начин под влијание на одредени состојби генерално во правосудството, па се прелеваат тие искуства или тоа чувство и на сите институции, вклучително и Академијата. Вас ви започна вториот мандат, имате респектабилна кариера и како научен работник и како член на Уставниот суд. Дали вие лично сте задоволни во однос на политиката што сте ја поставиле кога сте ја презеле оваа должност? Дали ги исполнувате оние ваши определби во работењето? Па, мене лично ми е задоволство да можам да придонесам во реформскиот курс кој што државата го има зацртано да го оствари, се во скалат со задачите кои што ни ги дава, ни ги наложува Европската Унија, за да можеме да го хармонизираме нашиот систем и нашето правосудство, начинот на работењето на нашето правосудство со европските принципи. И јас правам заложби тоа да го почитуваме и колку што е можно повеќе да го применуваме во пракса. Уште од почетокот на мојот прв мандат морам да кажам дека се постанав директор на институција која што како институција беше веќе вградена во системот, веќе беше дадена нејзината мисија и улога и дека апсолутно институцијата Академија не е експеримент или времено темпорално решение, туку е систем, е институција која што е тука за да остане. Таа е спонзорирана уште од почетокот на нејзиното постоење од Европската Унија. Устројството на Академијата и начинот на кој што таа функционира е правена по терк на другите западноевропски академии, кои што образуваат исти кадри за правосудството во односните држави и затоа верувам дека
Наша задача е, всушност и моја вака лично, е тоа устройство да продолжиме доследно да го применуваме и веќе механизмот да си фати еден нормален тек на продуцирање на генерации и пополнување на местата во правосудството. Наведените факти и предпоставки што ги кажавте во овој дел ми дават основа да ви го поставам веќе конкретното прашање кога станува збор за оперативни задачи што ги вршите во текот на обуката или во што би реклиме една календарска година. Дали според вас има можност или предпоставки одредени кандидати поради своето потекло, семејство, место од кај доаѓаат, материјална моќ и слично, сепак да бидат привилегирани при влезот, она што велиме регрутација и селекција на кадарот, па дури да бидат привилегирани и при тестот, на крајот да бидат привилегирани и при вршење на работата. Привилегирани во лоша смисла, се мисли. Привилегираноста во лоша смисла, доколку постојат индици, си постојат надлежни органи во оваа држава кои што треба тоа да го процесуираат. Значи, евентуалните воочени недоследности, прекршување на законот и така натаму, постои начин на кој што треба да реагираат надлежните институции. Се разбира, академијата мора да направи се што е во нејзина моќ, самиот механизам на прием и на понатамошно школување во рамки на академијата, се разбира и академијата додека се едуцира тие кадри, има тестови во кои што се проверува тековно знаењето, завршува со завршен испит, сите тие постапки академијата мора да се труди максимално доследно да ги применува и да ги почитува правилата. Битно е дека, ова морам да го нагласам, бидејќи не знам дали јавноста доволно го знае, според Законот за академија, целиот процес на прием во академијата, значи кој би бил запишан во академијата, го води независна избрана комисија од 10 лица, кои што се составени од суди и обвинители, кои што го водат процесот од самиот почеток до крај. Значи, јас како раководно лице немам ингеренци во работата на таа комисија, но се разбира дека ја следам и се трудам заедно со поддршка и помош од персоналот кој што работи во академијата да им овозможи на комисијата да го спроведуваат непречено од технички аспект самиот процес на прием. Нормално дека според устав, според закони не постои ограничување за било кој граѓанин кој што ги исполнува законските услови да се пријави на конкурсот, тој и да се пријави. Значи не можеме ние да вршиме дискриминација, бидејќи во тој случај би завршиле во постапка во која што би ја изгубиле. Дискриминација не можеме да вршиме. Како академија, како институција која ги прима идните кадри, условот е неосудуваност, 2 години работен стаж по положувањето на правосудниот испит и така натаму, тоа се нешта кои што се ставени на самиот конкурс. Сега, кој минува и кој е успешен при тестирањето, предпоставка дека системот функционира, но пак ќе речам, ако има некои сомнежи, тие треба да имаат своја судска завршница. Искуството во Македонија говори дека одредени области на професии, како што е медицината, новинарството, па и судската власт, односно судството, имаат регрутација на кадар од собствените деца. Таква е професијата и нема ништо лошо во тоа. Меѓутоа, за разлика од овие претходните две наброени области, само во судството постои законска забрана сопружници, роднини или блиски колеги, односно родбинска врска, и они се и колеги, да не смеат да бидат во исто ниво. Да речеме за двајца доктори, не пречи да бидат во исти одел и стручни да бидат, исто двајца новинари. Само кај студија. Како го решава правосудниот систем или академијата овој систем, ова можност на потенцијален конфликт интереси? Значи вака, морам да кажам дека при самиот почеток почнувам сега од процесот на приемниот испит. За сите генерации од пред 4 години, ова 7-та што заврши сега, 8-та, сега истото ќе го сториме и за ова 9-та генерација која што тече конкурсот, отворен е конкурсот. Академијата праќа писма до сите надлежни во сите тела
кои што работат во рамки на академијата, бидејќи некои креираат прашања, нели, некои одлучуваат, што се во комисијата за приемен испит и така натаму, некои се членови на управниот одбор, некои на надзорниот одбор и така натаму. Комисијата за ревизија, не надзорен одбор, немаме надзорен одбор. Сите тие добиваат допис штом почне се отвара нов конкурс за нова генерација, во кој што се реферира на глава 7 од Законот за судир на интереси, кој што се однесува на ова категорија и ги повикуваме. Ако евентуално некој член на некој од овие органи има сознанија дека некој нивен близок, значи и би учествувал во процесот на тестирање за прием во академијата, однапред да се изземе. Копија од тоа писмо добива редовно и ДКСК, антикорупцијската комисија, за да бидеме чисто доследни, знаеме ние дека тие се правници, професионалци и го знаат законот, но сепак ги подсетуваме за евентуално ако имаат некоја состојба на судирни интереси, тие да се изземат или да постапат по неа. Вие како институција сте коректни, не може да кажат не информиравте, не укажавте. Така, ние значи да укажеме, на личната одговорност на секого е да постапи по тоа. Што се однесува до процесот при нивната работа, значи откако ќе завршат овие млади луѓе и ќе бидат избрани. Постат одредени правила во односните материјални закони, исто и во Законот за судирни интереси. Советите треба да внимаваат при изборот на нивните идни позиции, значи да не бидат некои кои што ги доведуваат во судирни интереси со нивни родни ни блиски, значи каде ќе бидат избрани, каде ќе работат овие лица. И се разбира за секој еден предмет, секогаш може да постои друга страна. Значи не само од страна на правосудните органи лицата кои работат во нив, може и другиот преку адвокат, да речем, или некој ако смета дека е оштетен, тоа би било всушност неправилно водење на постапката, бидејќи постои судир на интереси. Тие би можеле да вложат одредена жалба или да се да приговараат во однос на непристрасноста на постапката од аспект на лицата кои што се од страната на правосудните органи. Само едно потпрашање. Законите го регулираат ова и тоа е во ред, како што го кажувате. Имате ли сознание каква е праксата или дали праксата исто така максимално се почитуваат законите и немаме одстапка во тој поглед? Не можам да ви кажам, бидејќи не работам дневно со предмети, но верувам дека секогаш другата страна која што потенцијално би била оштетена, а која би постоел судирни интереси, би постапила, би реагирала. Дали преку адвокат или самостојно или како. Обично преку правен представник. Заштита на страната да биде еднаква во судската постапка. Така да мислам дека некако се воспоставува некаков баланс. А и самите непријатно е, знаете, и за самите вработени кога ќе се најдат во таква ситуација да бидат изложени. Така да верувам дека и тие самите би внимавале. Да дознае за тие лица, лошо е за лицата да дознае јавноста дека биле учесници во некоја постапка. Не би сакал следно прашање да ми дадете, не знам колку точни екзактни бројки, повеќе како опис, дали бројот на кандидати од година во година расте и дали бројот на кандидати што ги положуваат тестовите или вие што ги примате е повисок? Дали на некој начин го мерите квалитетот на обуката? Па вака сега поднос на интересот можам да ви кажам. За оваа седма генерација што сега заврши, за оние 60 места иницијално што беа нели отворени на конкурсот, за секое место имаше по 12 до 13 заинтересирани. Тоа е веројатно висок просек. Тоа беше највисокиот просек до сега што сме го имале. За ова 8 генерација што сега учи теоретскиот дел од обуката, за секоја празна позиција беше отворена за 97 места, значи уште поголема генерација, имаше 6 до 7 лица заинтересирани за една позиција. Сега за овие 130 позиции, кои што ги отворивме со овој последен конкурс за нова 9-та генерација, за секоја отворена позиција има 3 до 4 заинтересирани лица. Значи, имајте предвид дека математички нели бројот на примени расте, но исто така верувам дека се работи за истиот профил на професионалци кои што се во принцип стручни соработници кои што досега работеле по судовите обвинителствата, лица кои работат во адвокатски канцеларии, во нотарски канцеларии, во извршители, така натаму, некои луѓе од администрацијата, значи лица кои што се гледаат себе си својот кариерен развиток низ правосудните органи. И верувам дека тој број се намалува бидејќи примаме веќе
големи бројки на генерации. 58 сега ќе завршија, Да, практично оној учат млад потенцијал што 97. беше примен во судовите, вие го абсорбирате сега. Веќе го абсорбираме. И верувам дека со овие неколку генерации веќе ќе успееме да ги задоволиме потребите за испразнетите места на лицата кои што во следните неколку години ќе одат во пензија или некои позиции кои што се веќе празни. Посебно е проблем низ Републиката. Скопје верувам дека има најмалку потреби, бидејќи сите некако гравитира да се вработат во Скопје, но надвор од Скопје во другите градови е акутен проблемот, посебно од обвинителскиот кадар, така да Советот за обвинители информирана сум дека веќе утре ќе го отвори конкурсот за овие што завршија да ги примаат подитно, ќе биде објавен во службен весник следната недела и веќе ќе се одвива тој процес. Нема забрана за кандидати што не поминале на еден конкурс да се пријават повторно? Нема. Ако немаат направено некое дело, незаконско дело. Бројот е пополнет, тоа е прв од непримените. Имаме лица кои што, например, не успеале за седмата генерација, па влегле во осмата. Тоа, значи... Имаме такви, сега гледам по имињата вака, бидејќи сега имаме 527 што ги поднесоа документите за овие 130 позиции. Некои ми се веќе познати имиња вака како што ја прегледав листата, значи повторно тоа се истите луѓе кои што се мотивирани да работат во оваа професија. Академијата постои 15 години, вие имате 2 мандата како директор. Веројатно можете да направите една споредба, анализа на критериумите за прием. Дали мислите дека критериумите за прием сега се построги во однос на претходниот период или дека се поблаги? Па имаше дебата за ова прашање и потоа следеа, уште во минатото, и потоа следеа одредени законски измени во 2018 година. Укинат е оној предуслов дека мора да се има најмалку 8 осмица просек, за да може воопшто да се аплицира. Сега тоа е укинато. Колку е просекот, нема ограничување? Нема ограничување. Идејата е дека сепак едно е научната афилијација на некој човек, друго е практичната инклинацијата кон практична работа. Така да тоа е прашање дали е мерливо, нели, само тој критериум да биде услов за да го примите. Да, еден од условите. Еден од условите. Фактички елиминационен критериум што е многу ригорозен. Тоа е резултати на одредена TAIEX анализа финансирана од Европската Унија, каде што се вели дека они препорачуваат, експертите препорачуваат да се укине средната оценка 8, бидејќи веруваат дека оценувањето за правното знаење не е унифицирано на сите правни факултети низ државата. И имајќи го предвид тоа, смета дека не треба да биде меродавен критериум за понатаму. Тоа е едната работа. Другата, сертификатите за јазик, што се бара да се приложат како документ, морам да кажам дека е тоа укинато и дека Академијата го прави тестирањето за знаење на јазик. Во минатото, кога се бараа сертификати за јазик, се бараше доста високо ниво. Знаете дека имаше одреден случај во кој што беа откриени дипломи кои што беа фалсификувани. Таа постапка немаше завршница. Сега Академијата го прави тестирањето? Да, Академијата веќе ангажира лица од надворешни? Не. Ние го правиме во рамки на системот. Тоа е ниво, ангажираме професори. Тоа сакав да кажам. Да, апсолутно. Сега се бара ниво B1, значи не многу високо ниво, кој што се бара глобално и за секој вработен во државната администрација. Но потоа, кога ќе влез, оние што ќе успеат да се запишат во Академијата, имаме појачан курс за правна терминологија. Елиминационен критериум? Да, и тоа е првата фаза на тестирањето. Значи, по разгледувањето на документите, првото полагање за јазик. Судството или правосудниот систем во изминатиот период се покажува како клучно за перцепцијата за државата кога сака да стане членка на Европска унија, па дури и во периодот кога требаше да биде кој беше кандидат за НАТО. Постојано во извештаите на Европската комисија се говори за корупцијата во судството, непотизмот, конфликт интереси и така натаму. Со еден збор дежурна тема судството. Ние немаме елементарни докази, зборуваме сега и како новинари, освен овие примери што ги имаме во изминатиот период, така да тие не може да ја создадат сликата. Меѓутоа оценките остануваат. Она што ми привлече внимание беше последната изјава на американската амбасадорка Анджела
Агелер, во која што спомна нешто што мислам дека експлицитно е упатено и кон Академијата. Коригирайте ме ако не ја доживувате незината изјава во таква насока. Имено, незината изјава гласи: ние во амбасадата на Соединетите Американски држави сметаме резултатите по изборот на јавниот обвинител збунувачки. Особено откако во изминатите години потрошивме милиони долари, внимавајте, на обука на обвинители и други во правосудниот систем. Дали оваа изјава упатува дека е лоша обуката или дека Академијата не се извршила работата како што треба, или можеби праксата на примената на работата на обвинителите, која не е задоволна американската амбасадорка и сите овие комисии, се должи условно речено и на дел од работата на Академијата. Програмите на амбасадата кои што таргетираат обука на лица од правосудните органи, на суди јавни обвинители, се извонредни и ние имаме одлична соработка со амбасадата на Соединетите Американски држави. Може би амбасадорката ја врзала едукацијата како јас го сваќам како еден тип на инвестиција на САД во квалитетот на работењето на луѓето што работат во правосудството. А не дека се незадоволни од обуката. Да. Јас мислам дека, сега не парафразирам единствено, таа може да си каже што мислела, но јас мислам дека се изразила во смисол дека таа американската амбасада инвестира за подобрување на квалитетот и подоброто работење и дека е зачудена од одредени состојби како резултат на тоа. Дополнувањето на незината изјава дава одговор дека всушност она и не мисли експлицитно на Академијата, меѓутоа моја беше да ве прашам, она говори за закани, притисоци и коруптивни сделки, а тие не се во Академијата, тие се при вршење на работата. Значи јас верувам дека секој треба да си ги работи своите надлежности. Академијата работи обука. Наша задача е да пренесеме што е можно повеќе знаење на нашите правни професионалци. Како некој делува и како работи, зависи секој индивидуално одговорен за своите поставки. Да. Така да тоа Академијата не може да го контролира. Можете веројатно во рамките на обуката, според моје мислење, пака скромно како новинар и како социолог, да укажете на она што сега го велиме интегритет на судијата и на јавниот обвинител. Ние работиме многу повеќе од тоа, затоа што имаме часови по етика и деонтологија. Добро. И во почетната обука, и во континуираната обука. Ние тоа постојано го имаме. И во каталогот за обуки годишен на континуираната обука ја имаме секогаш оваа тема. Така, провејувам из нашата обука. Не е само стручна обука, туку станува збор да нешто што мора да се внимава каква личност е јавниот обвинител и судија. Знаете како, во приемниот испит Академијата има и психолошко тестирање и посебно тест за интегритет. И тие се и го исклучуваат кандидатот ако падне на некој од овие два теста. Господје Габер, во изминатиот период од неколку дена имав интервјуа со колеги кои исто така се директори и надлежни и одговорни за своите позиции. Едно од прашањата кое им го поставував и кои практично и тие укажува беше кадровската политика на нивните институции, меѓутоа беше и прашањето на интегритетот на луѓето. Двете прашања сега ќе ги разложам. Каков е кадровскиот потенцијал на Академијата за да може да добиеме на вистина стручни лица во правосудниот систем, суди и обвинители, и каков е методот или методологијата за добивање судија и јавен обвинител со интегритет, па да не ни се случи по 5 години повторно друг амбасадор да дојде и да говори за коруптивни сделки на судиите. Ова е многу сложено прашање, има повеќе елементи. Не, нема никаков проблем. Секој човек мора да има одреден потенцијал, односно материјал, личен, со кој што може некој да работи. Нели? Интегритетот мора да има одредена основа во карактерот на личноста, врз база на кој потоа едукацијата ќе се надоврзе. Не можете никому да му дарите интегритет. Мора да има одредена основа од која што тоа што ќе почне. Бекграундот, воспитувањето. Да. Добро, сепак станува етиката на збор лична за личност во која што вие можете да ја проверите. Ја проверуваме иницијално преку овие два теста
и потоа надоградуваме со едукација. Тоа што е она што можеме ние да го А во однос понудиме. на кадарот што држи предавање во академијата, главно тој е сконцентриран во академијата или се и надворешни лица од други институции? Сите се надворешни лица, најголемиот дел доминантно се луѓе кои што работат професори од во факултет. правосудството, значи може би практичари. и суди. Најголемиот дел, секој од нив мора да има најмалку 8 години работа, било како судија или како обвинител, минимум, за да може да влезе по негово барање и ако ги задоволува условите наведени во Законот за академија, да влезе во ростерот, во списокот на потенцијални предавачи по одредени правни области. Тие се примарните едукатори. Дополнително, каниме се разбери професори од правните факултети да ја дадат теоретската основа, но исто така има секој предавач инструкција, најголемиот дел од времето од часот, да го троши на практични примери, бидејќи академијата не може се уште и понатаму да се бави со теорија, туку на нашите идни правни практичари треба да ги научи како во пракса да ги решаваат ситуациите, односно предметите со кои што ќе се соочат. 15 години е респектабилен период, меѓутоа реално е многу мал за една академија да говориме за Тинеџерски години. Да, тинеџерски, да, затоа реков дека е мал. Нема сега да поставам сериозни прашања. Меѓутоа, сакам да прашам едно прашање. Мора да биде кандидатот за судија обвинител со помината академија или законот? Обавезно. Значи сега веќе го нема она... Сега веќе е затворена можноста. прашањето. Единствениот канал е академијата. Јас ги поканувам сите заинтересирани да се обидат да го положат приемниот испит и да се запишат. Возраста на кандидатот нема ограничување кој ќе се пријави? Нема. Добро. Не е дискриминаторно ни по таа основа. Не сум заинтересиран социолог, сум него исполнувам основните образовни институции, меѓутоа претпоставувам дека има други лица кои се заинтересирани. Сакам овој разговор да го завршиме на еден начин со оцена за вашиот мандат, меѓутоа со проекција каде ја гледате академијата за 5 години. Дали, господје Габер, можете да тврдите дека со работата што ја направите и ќе ја направите во наредниот период, навистина ќе добиеме еден квалитетен судски кадар, еден квалитетен обвинителен кадар, не само заради изјавите на амбасадорите, туку предси заради извештаите на Европската комисија, па судството ќе дојде со оцена многу повисока доверба од сега што е. Практично е со најниска оцена во подолг период на доверба од граѓаните. Се обидувам да ве потсетам дека овој народ, овие граѓани пред неколку години рекоа нема правда, нема мир. Испаѓа дека до правдата тешко се доаѓа. Неказнивоста е голем проблем и тоа јавноста го гледа и сака конкретни опипливи резултати од судовите, односно од правосудните институции. Тоа ја допира странично академијата во смисол на тоа дека академијата има одговорност да припреми такви кадри кои што ќе дарат правда во нивното работење. Правиме максимални напори тоа да го обезбедиме, правиме максимални напори да инвестираме во нивните знаења и спремност за нивната идна работа, но морам да кажам дека ако ги гледате на назад извештаите на Европската унија, академијата е институцијата која што е светла точка. Да, вие сте овде можам да кажам немаме замерки во таа. Да, можам да кажам и пристрасен да видам дека во правосудниот систем и медиацијата е светла точка во однос на искуството. Точно, а имавме соработка токму за медиацијата со заеднички проект. Така да бројни такви теми кои што го збогатуваат правното знаење или на некој начин го леснуваат функционирањето на судовите, бидејќи медиацијата е посреден начин да се растеретат судовите од бројот на предмети кои што би можеле алтернативно да се решат. Мислам дека веќе постепено навлегува, тоа се ситни дополнувања на системот кои што мислам дека во наредниот 5-6 годишен период веќе ќе се почувствуваат. Се што се случува е процес. Не можете вие преку ноќ да создадете нешто. Треба многу макотрпна работа за да процесите подоцна бидат видливи. Овој разговор задоволство е да го преслушам за една година. Од причина заради тоа што и како новинар и како социолог се обидувам да ве доведам во ситуација и вие цел живот сте во науката, да сватиме колку е сериозна одговорноста на зборовите што ги користиме денес како пределба за наредниот период. Дали навистина можеме да бидеме оптимисти, затоа што јас навистина сакам да верувам дека нашите деца, нашето поколение ќе живее во Европската унија како членка
и дека овие прашања на кои што се занимаваме ние денеска стануваат насушни, ќе бидат едноставно завршено минато. Кога не би била оптимист, не би се нафатила за уште еден мандат, тоа морам да го кажам. И јас имам деца кои што би сакала да останат во оваа држава и да живеат тука. Сепак треба да бидеме добар пример за тие. Така е. Не можеме да бидеме лош пример и да очекуваме дека ќе бидат добри работите. Борбата за квалитет мора да продолжи и мора да се грижиме да ги почитуваме системот, законите и државата да влезе во еден вообичаен, нормален колосек на функционирање, во кој што секој си го знае своето место и си ги врши своите задачи. Убава поента за крај на овој разговор, господина Наташа Габер, ви благодарам што бевте гостин во утрински печат на Слободна ТВ и секако повод за разговор во секое време на интересна тема и за работењето на Академијата. Благодарам, поздрав уште еднаш до гледачите. Почитувани гледачи, го следете разговорот со директорката на Академијата за суди и јавни обвинители Наташа Габер, а во продолжение на емисијата одиме со рекламен блок.